Она што го опишавте, за сега, раководители на сектори кои што прават пресметка за вкупен број на пациенти, предпоставам дека ги доставуваат листирани вкупниот број на пациенти со одредени медикаменти, јачина на медикаментот и вкупна количина, е всушност и дел од статутот и деловникот за работа на стручниот колегиум како пропишан документ кој што од секогаш постоел на вашата клиника. Понатаму предпоставувам дека одредените индикации поврзани со одредена терапија ги разгледува онколошки конзилиум кој што полноправно треба да одлучи дали за секој таков пациент е потребна или можеби не е потребна биолошка терапија. Од тука моето прво прашање ќе биде како се правеше техничката спецификација за првиот рамковен договор за биолошка терапија кога немало стручен конзилиум, како се стигна до таа листа на медикаменти, јачина на медикаменти и количини за истите, па излезе дека има сериозен недостаток или можеби не е недостаток. Не знам што се случувало со првата листа. Бидејќи сте биле на клиниката, не сте биле директор, но сте биле на клиниката. И второто прашање е дали секој пациент е разгледан и потврден од онколошкиот конзилиум пред да се потврди дека за него ќе се набавува биолошка терапија. Благодарам.